Има повеќе работи кои што се наведени во интерпелацијата, но јас ќе ги наведам клучните три. Првата работа е брзоплетото, штетно потпишување на договорот за добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија, избегнувањето за него да се дискутира, лажењето дека се работи за нацрт текст кој што може да се подобри и во кој што би била вклучена и опозицијата, а потпишување на финален текст кој што не бил воопшто предмет ни на преговарање, туку бил само прифаќање на бугарските позиции, зашто честитаме на бугарската влада што се изборила за своите интереси, но не и на министерот за надворешни работи на Македонија, кој што не ги застапувал македонските национални интереси и потпишал одредби кои што ќе бидат штетни со спроведувањето за Република Македонија. Втората работа е неименувањето и неупатувањето на ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Европската унија, во Брисел. Иако господинот Александар Николовски ги помина сите законски, уставни и процедурални фази за негово именување и назначување на амбасадор, вклучително и добиени 28 агремани од 28 земји членки на Европската унија, од Министерството за надворешни работи добивме само еден заклучок дека постапката се прекинува без да се биде повикано на ниеден член на Законот за надворешни работи или на ниеден член на Уставот, што е прекршено за оваа постапка да не биде испочитувана. И третата работа, која што исто така е наведена во барањето за гласање на недоверба кон господинот Никола Димитров, е немањето на категоричен, јасен и одречен став по однос на притисокот кој се врши врз Република Македонија да изгради прифатни центри и бегалски кампови за мигранти.